да го следиме Исус. Ако сме християни, тогаш треба да го следиме примерот на Исус. Християни не се луѓето кои вршат ритуали и традиции, туку християни се оние луѓе кои ги води Христовиот дух и кои вршат дела за слава на Бога. Дали споделуваме љубов? Зашто Исус вели, по љубовта ке познаат дека сте мои ученици, не по обичаи, традиции, туку по љубовта. Во Словото пишува дека никој не може да се спаси со добри дела, туку со вера во Божиот Син Исус Христос, кој ние го примивме за наш Господ и Спасител. Наша должност е да сведочиме. Исус не е пример кој одеше на средби и со фарисеите, царениците и не ги осудуваше луѓето, но беше таму да ги повика на покаяние и да се вратат кон Бог и да им покаже дека Бог ги сака. Ако веруваш во Господ Исус Христос, ја вкусиш Неговата љубов. Во тебе се буди копнеш, да живееш, да креираш, да создаваш, да бидеш послушен граѓан. Исус не поучи да се молиме постојано, да се молиме и за нашите непријатели, да ги благословуваме оние кои не колна. Исус не научи на практична љубов, да имаме жив однос со Бога. Да го бараме лицето на Бога, зашто сета плодност доаѓа кога пребиваме во Исус, бидејќи Тој е истинската лоза, а ние прачките. И кога сме во постојан однос со Него, тогаш нашиот живот станува сведоштво за Неговата милост, за Неговата слава. Нас Господ ни се објави преку Исус и ние треба да развиваме личен однос со Бога, а ни помага Светото Писмо кое е вдахновено од Бога и слушајќи го Светото Писмо ние добиваме вера. А на што да веруваме? Да веруваме на ветувањето што Бог ни ги дава, а Господ вети уште во Стариот Завет преку пророкот Исаија, дека ќе дојде помазаникот, Месијата, кој значи Спасител и Избавител. Преку Христос добивме спасение, праведност, не направи свети и не откупи. Божиите ветувања се непроменливи и стануваат наша реалност и ни откриваат какви замисли има Господ за нашиот живот. А Божиите замисли за нас се иднина, мир и да ни даде надеж. Ти љубав, Исусе, ти љубав од срце. Те слушам, Господе, а ти води ме, употреби ме. Ти љубав, Исусе,